Добро вечер. Нова епизода Cyber Команда, редовен термин 21:30 на Infomax YouTube каналот. Синојка имавме многу интересна емисија со Мечка и Мичо. Тешки мојавети, 101 моја епизода заедно со нив. Прошлата недела прославивме 100-та епизода заедно и имавме торта. Но вчера почнавме нова 100-ка, интересна, така малку тензична. Зборевме за српски свет, бугарски свет, територијалните претензии, експанзии, анексии на територии, промени на граници, независна држава Албанија, односно анектирањето на Западна Македонија после прогласувањето на капитулација на Италија во 1943 година, чистењето на Западна Македонија, кое што се граничи, односно јас лично сметам геноцид врз македонците за кој што никој и понатака не зборува, така што една прилично интересна емисија според мене и тоа последните сат време. Ако сакате да се упатите повеќе за тие детали за Светли Прохорчински, дали е на македонска територија или е одземен од србите, како тоа Асном се одржал во странска територија според денешните граници, ќе ја отворите таа епизода. Мислам дека таа епизода повеќе од информативна. Тоа се теми за кои што јас можам да зборувам суверено со сати. Ќе ми кажете кои од тие теми ве интересираат и ќе дискутираме во некој од наредните епизоди. Она што може да го кажам во овој момент е да го заследите мојот YouTube канал. На мојот канал има некои од истражувањата кои што сум ги правил на ниво на историја и представување на книги и оригинални документи од тоа време, почетокот некаде и средината на 20 век. Имам и еден оригинален извештај на Ванчо Михајлов од 1921 година, каде што он известува дека Илинденското востание и борбите имаат инволвирано повеќе окрузи, има ранети и загинати во повеќе окрузи и исто така дава извештаи точни за турската војска, односно за Аскерот, колкав број од Аскер учествува во сите операции и бројката е околу 150.000. Ова е автентичен негов извештај за организацијата во својство на секретар на организацијата. Значи имам интересни податоци на секаде. Јас работам напорно да оставиме што поголема трага за сите овие работи за кои што дискутирам. Исто така filipetrovski.mk, тоа е сајт, мој сајт на кој што објавувам мои тези, мои размисли, анализи и така натаму, и сајт на кој што можете да ги најдете сите плейлисти. Значи, плейлистите од YouTube, од Тешки мојавети, од Cyber Команда, сите епизоди ќе ги најдете таму. Така што само треба да просурфате filipetrovski.mk или на YouTube Филип Петровски или на Facebook и ќе најдете многу информации. Во принцип, кога зборувам на одредени теми, сакам тоа да е подкрепено со нешто што сум истражувал. Гледам да не импровизирам. Така што вчерашна емисија, последниве сат време, на вистина хайлайт издвојувам. Мислам дека ако не сте погледале, треба да погледнете. Сега да си одиме поред со нашата Cyber Команда. Денеска имам еден куп материјали. Фала му на Бога. Еве, нашиве политичари тресат ли глупости, тресат. Се покажува целата искомплексираност, целото садистичко однесување кој што го имаат кон народот. Бројката од 58 пратеници кои што ја стекна, очигледно ги симна маските, сега мислат дека се политички богови, дека може да прават што сакаат и дека немаат потреба да се кријат и да ве лажат. Но ајде да видиме како беше во едно, ова е моје откритие од пред неколку дена, во еден дуел меѓу Заев и Мицко, кога они се расправаат за тоа дека кој треба да преговара, како треба да се преговара за името. Во прашање е штих балонот на Заев, кој што Заев го пушти за промена на Македонија во името Илинденска Македонија, каде што
Госан Мицковски се спротивставува и му вели дека некои од работите треба да се кријат од јавност. Па погледайте, па проценете сами. Решенија носат лидерите. Тоа е, не може само, ама јас не знам, не сум одавде. Значи, мора да даете што ако не се реши проблемот. Што? Ја гледате, знаете сите детали. Ова беше пакет. Овој пакет не важи за секое решение, тоа го знаат сите. Што имате вие против Илинден? Кажете. Што имате? За да го отврдите, вие сте лидер на најголемата опозициона партија, потенцијална власт. Да, власт. Што имате вие против Илинден? Кажете го тоа, па да знаеме, ќе одиме на други варијанти да размислуваме. Важна ни е опозицијата по тоа прашање. Слушајте што ќе му кажа. Поелете Мицковски. Ова е битно. Господине Заев, ова ми личи повеќе или помалку на детството имаше ни вицови за мали ѓокица како ги замислувал работи. Да, Мицкост. Нема тука пакет, не пакет. Тоа е готово завршена работа, бидејќи го повикувате оној состанок во саботата, кој што патем речено требаше да биде информативен, а не со изјави со заклучоци. Ве замолив, немојте да излагате со оваа Не изјава. излагајте во јавност. Не ги уривајте преговарачките позиции на Македонија. Крийте, Процесот крийте не е ги веќе тука после таа изјава. Ќе биде тука, а грците ќе го одбијат. Тоа и се случи. Така ли беше? До решение. Така ли беше? Абе, така ќе дојдеме во решение. Така ли беше? Нема Кажете. како поинаку. Ставот е јасен. Ама јас дали го беше споделувам. така, господине Заев? Не го шупотам по телефоните. Јас јавно го Ја споделувам не со шупотам граѓани. ништо, Шупотато господине не Заев. Вие за тоа се Јас сум говорите. тука дојден да ми одговорите на прашањата и ја да дадам одговори на вашите Сега е прашања. битно. Еве, ве прашувам, дали така беше? Како дали беше? Дали ви го кажав тоа или не ви го кажав? Што да ми кажете? Па вие рековте дека Добро. ова ви е прифатливо на вас, само Прифатлив сакате бил да го видите предлогот на за документ, промена на по името. договор, со таймтабл, буквално како временски Timetable. тоа ќе се реализира. Тоа Заев го е кажавте, не легенда. кажавте нешто друго. Значи, било прифатливо, требало да се крие, да не ни се намалеле позициите за преговори. Ете, што сте пропуштиле, може би да видите, дека всушност меѓу овие двајца ликови и нема разлика. Само што кога одите нели на митинг и кога слушате заветна, може малку да подзаборавите на ова, кога ќе ви ги развеат 16 краките сонца за да ве замајат. Така што ќе продолжам со овој принцип и во иднина. Имам доста вакви парченца кои што ќе ви бидат интересни. За да се подсетиме на консистентноста која што истиот овој професор, господин доктор Братучет, пријател, другар, најбољи комшија у мало и све друго, зборувал пардон, претходно, а што зборува сега. Да видиме што зборуваше истиот овој лик за Бехтел и Енка. А што се однесува до капиталните инвестиции, ние сме фокусирани на вистински капитални инвестиции, тоа го гледате и во општините, тоа го гледате и на терен, скоро бевме тука, Гледаме, како Стентон град, би ја отпочнале реализацијата Гледаме. на проектот за коридорот Струга, 10D, Охрид. кој што автопатски ќе ги поврзе Прилеп и Битола. На почетокот имавме дилема кој пат да го фатиме. Првиот пат беше да излеземе од тој проект, а со тоа да македонските граѓани плаќаат стотици милиони евра пенали поради катастрофалниот договор што го прифатила претходната влада, или второто беше да работиме, да го забрзаме процесот и тој што побрзо да се реализира. Ние одлучивме второто да го правиме, бидејќи сакаме да имаме автопати, тие се дел од нашата програма и бевме свесни дека мора два пати повеќе со покрупни чекори да работиме, за да можеме да стигнеме динамиката, за да можеме тоа кое што беше испуштено од претходната влада го надомести. Нели најкриминален договор? Нели таен договор? Па што било, па како било, па зимал некој провизии? И сега? Ништо од тоа не важи. Ете, затоа сакав ова да го видите. И многу добро ми се надоврзува, на едни двајца негови инфлуенсери, кои што пробаа вака да ги користат социјалните мрежи, да ве замајуваат, да видите каков фијаско им се случува сега од како дојдоа на власта. Пазите што зборува пред да дојдат на власта. И тоа онака оркестрирано, седнати со повеќе камери во собрание, дотерани, средени, пиц-пец. Тоа се нашите нови лидери. Што предложивме? Намален ДДВ за електрична Намален енергија ДДВ. и намалено ДДВ за набавка на основните прехранбени продукти кои што се наоѓаат Браво. на листата на потрошувачката кошница, односно
она за што најмногу трошат граѓаните да биде ослободено од ДДВ. Власта без никакво размислување Браво, вчера на супер седница предлог. ги одби предлозите. Само да дојасниме, ако го прифатеа нашиот предлог, струјата ќе се намалеше за 13%. Браво, односно, за струјата да се храната за намали. 5% повеќе. Браво, Она, браво, кој браво. што тие го предлагаат во така наречената даночна реформа е уште позагрижувачки. Од данокот на додадена вредност кој што е нивни предлог, над 4000 производи од прехранбениот спектар треба да бидат покачени за 5% веднаш. Во данокот на добивка даваат можност дискрециона на инспекторот од УЈП да казнува 5кратно согласно неговото уверување И толку е доволно. Значи, режија, доволни се вие неколку секунди. Тука ќе прекинеме, затоа што веднаш би сакал да го чуете на овие одлични проекти кои што требаше да се спроведат, да му олесни на народот, да има помалку трошоци за струја, за храна, да се намалат цените, да видиме што одговара нивната министерка од позиција на фотеља. За предлогот на СДСМ за укинување на ДДВ-то, они велат за околу 250 категории производи. И сега е многу интересно, нели, кога ќе се види хронологијата на тоа кој што кога предлагал, вашата партија во опозиција не еднаш, неколку пати ја предлагала истата таа мерка. И сега велите не чини Како мерка. дискретно се смее. Не чини мерката. Знаете што, пак се враќаме на оној истиот момент или мое размислување во кој момент ги предлагате работите. Дека Министерството за финансии направи анализа што би значило од 5% да се симнеме на нула и тоа е буквално беззначајно во моментот. Не е така како што зборуваат од СДСМ. Беззначајно е ама значајно за буџетските приходи, претпоставувам. Ниту за буџетските нема да нешто смени, но ниту за граѓаните. Некои 5 до 7 денари на дневно ќе имаат заштеда граѓаните. Јамајката. Ама па прито- вака? Јамајката. Како? Сокошничките? Сокошничките е сосем друга намерата. По онај што јас го знам, и кој ќе дојде новогодишна кошничка, или не знам, великденска е полесно ми е за великденска, пошто Пошто е не знам што подалеку. би било за Пошто е за божичната. 6 месеци. За великденската, знаеме, не знам, јагнешко месо Леле, сите леле, купуваат, леле. па цената во тој период е енормно висока. Ќе го регулира тој дел. Јајцата за Великден ги купуваме, па цените знаете како растат, па ќе Од направи. 7 на 10 денари јајцата и ќе го намалат они на 9,5 денари. Значи 5 денари на ден ништо не биле за народот, ама тоа е ако купите нешто за 100 денари, па 5% е ДДВ-то на храната, па ви бидне 95 денари. Ама јадете ли вие, драги мои гледачи, дома четворица за 100 денари? Не. Јадете за 500, за 1000 денари, па тоа би било 50 денари дневно. Или повеќе од 50 денари дневно. Тоа би било 2-3000 денари само за храната месечно помалце ДДВ. Поуште струјата 10% ако ви се намали, би дошле до некои 5-60 евра, веројатно на ниво на година 700-800 евра, заштеда за вас, скоро една плата. Не, добро, нивна не, они има 2500 евра, 3000 и нагоре плата, но за просечниот македонец, обичниот, оној што танцува на заветна, се радува, вее 16 краки сонца. За тој, ова би било добра заштеда. Меѓутоа, едно е кога си инфлуенсер од опозиција и се снимаш без обврски и можеш да трескаш и да плямпаш што сакаш, а едно е кога ќе седнат у фотелја и кои им фалат пари за нивните капитални расходи, од кои што расходи, патишта, тендери и така натаму, може да прават процент. Тоа е разликата. Сега, малку незгодно, ама да ве прашам, играте ли на заветна? Ако, да си играте. Убаво ќе ви дојде секој играње, тоа е изфрлање на негативната емоција, на негативната енергија. Па, ќе си плаќаме данок и наместо 13% намалена струја, премиерот господин професор доктор Даскал, лидер, врвно политичко суштество и прв браточет и втор, трет и најбољи комшија и најбољи другар на свет, ви најави дека ќе ви се зголеми струјата за најмалку 3%. Од минус 13 во плюс 3. Браво. Одлично. Мислам дека само така треба и да се продолжи. И тука на овие басни, на овие приказни, на овие раскази, на овие
научни фантастики кои што ви ги кажува, ќе ви додадам уште една научна фантастика која што мислам дека ми е хайлайт, односно врв на оваа недела. Го сретнувале луѓе и му викале немојте да правите избори. Што барате од мене да се повлечам, да го вратам мандатот, не знам дали сте сигурни дали сакате да одиме на избори. И они му викаат сакаме. Сакате да одиме? Сака, они му викаат дај, ајде. Еве, ако сакате да одиме. Ајде да одиме. Ако сте сигурни дека сакате да одиме на избори, додиме да се провериме. Еве, заедно со локалните да направиме едни парламентарни, па додиме. Ако сакате, еве, ја нема проблем, одма сега да договориме. Ајде да. Актуализира Ајде договорете. за предвремени парламентарни за идната година. Вашиот став останува исто или? Па не, па видете Па не. сега, јас тоа сум го кажал и повторил многу пати. Граѓаните не сакаат предвремени парламентарни граѓаните избори, никако тоа е јасно, сакаат на сите анкети вие тоа- вака да терате тоа до се говори, смрт. дури има и такви минувачи што на улица ме стрекјаваат што самите кажуваат дека повторно вас ќе ве гласаме зашто да трошиме пари, дајте да испорачаме тоа што е сработено. Граѓаните на кои што оваа неговата министерка вика па шо 5 денари или на ден, му викале ќе заштедите на храна, му викале не бе па вас ќе ве гласаме. Па не сум баш сигурен дека е така, но може ја и да не сум во право, ја имам право да коментирам, ја го користам моето право слободно да коментирам. Едно е сигурно, овој човек лаже, а отвори уста. И верувам дека нема ни појма што зборувал претходниот ден и се надоврзува како што му одговара наредниот ден. На таа линија и наредното видео нели пробувале некои да го подкупат. Ама тоа биле НН лица или непознати сторители, непознати не знам какви, и он очекувал државата да реагира. Па еве новинарите прашуваат државата, пошто државата се сега неговите другарчиња и министри, како тече истрагата за подкуп? Кој беше тој што му нудеше подкуп? Колку подкуп му нудеше? Каде му нудеше? Како? Зошто? Што требаше да испорача он? Бидејќи он сега го испорачува Бехтел Јенка. Он е криминалниот Бехтел Јенка, он го испорачува сега. И тука негде у тој процес имало подкуп, не е јасно како, он не се сеќава кој му нудел подкуп, да не имам нешто окото, значи он не се сеќава за подкупот, не знае ништо и тоа државата да го расчистила. Што вика државата? Докаде е истрагата поврзана со обидот за подкуп на премиерот, бидејќи во обвинителството не било пријавено во МВР, вие рековте дека постапувате, докаде, дали нешто веќе имате сознанија, индици? Благодарам на прашањето. Во овој момент не би можел да додадам фазлото на кој што до сега е изнесено во рамки на јавноста. Благодарам. Непријавено обвинителство, пријавено кај другар му кој што нема сознанија. Ај се кладиме, еве оставам записов дека никогаш овој случај нема да добие разрешница. Сакате ли да се кладиме? Еве, кој прифаќа нека пише коментар од вас гледачите дека никогаш овој случај нема да биде разрешен. Тоа е поради две причини. Или е измислено дека му нуделе подкуп, што за мене помалце веројатно, или е договорено како да се спроведе тоа, па сега да се тера Бехтел и Јенка. И ја и вчера во емисијата кажав, во тешки муавети, многу работи кои што ги говорам се опасни по здравје и по живот во оваа држава. Затоа што станува збор за една брутална, една структура која што знае да користи подземни методи кога се расправа со тие што се неистомисленици. Па сепак ги кажувам, затоа што мислам дека треба да се остави трага во времето што на вистина се случувало. И затоа повторувам, никогаш никој нема да дознае за случајот на Мицко за нудење на подкуп во врска со фотоапатиштата и со Бехтел и Јенка. Не знам дали можем да бидам појасен. Се е една манипулација, повеќе пати сум говорил, сега ќе повторам. Рачунаат на вашата ниска критичка моќ на расудување, рачунаат на тоа дека може со наративи да ве манипулираат, рачунаат на тоа дека вие сте бројка која што ја имаат, ја поседуваат и дека во секој момент таа бројка не флуктуира многу, може да го добијат пак вашиот глас со пуштање на заветна, например. Или со комитска вечера.
Ако е тоа за вас во ред, за мене Пеким супер. Ја немам проблем. Тоа не значи дека ќе престанам да коментирам, да го представувам она што го гледам. Што би рекол Госан Панче, шием тига ѓуро, па да го пуштиме тука. Ова е исто еден од хајлајтите неделава. Видете, едноставно е. Како нашиве кои што, па и ние кои ќе отидеме на запад да речеме, секојаш знаеме да ги почитуваме знаците, а овде не ги почитуваме. Зошто? Одговорот е многу едноставен. Таму знаеме дека ако возиме над дозволеното, ќе не евидентира камера, ќе не луцираат и ќе не казнат. Така. Овде шием тига ѓуро. Па така е. Шием тига ѓуро. Шием тига ѓуро ќе биде и со твоите камери, господине министер. Од проста причина што ќе има кој каде да се јави, кој што ве знае, па да му ги избришете трагите евиденциите од нивните прекршоци. А што се однесува до вашата професионалност, еве сега ќе ви фрлам ракавица. Во 2021 година 2 пати бев физички нападнат од маскирани луѓе, за кои што јас тврдам дека се полицајци. Постои предмет во обвинителство, постојат соберени докази. Тоа е една година откако ме тужите вие и вашата партија дека поради моите изјави во 2020 година не сте направиле влада. Тоа е оној спор што го изгубивте на суд у прв степен. Чекаме да се произнесе апелација. Па еве, бидејќи тврдите дека вие ги контролирате состојбите, до каде е случајот, јавно ве прашувам. Тврдам дека се инволвирани полицајци. Во ГУВР Скопје постои една толкава папка со цедиња од Safe City, каде се движеле напаѓачите. Пред Веро, каде што сум нападнат, недостасува 22 секунди, точно оној момент кога врз мене е нападот и кој што е снимен, а недостасува. Тоа ми беше дадено како аргументација во МВР од луѓе кои што се блиски до вас. Ајде, покажете се джентлмен, открите ги напаѓачите. Или проверете го случајот, па излезете во јавност, кажете зошто се напаѓаат политички неистомисленици. Од грб, со капулјачи, со маски на лице. Одговорете тоа. Или, како све друго што беше претходно, ќе биде и сега. Во оваа прилика ќе оповикам и Оливер, претходниот министер. Ајде бе, охрабрете се, извадете ги напаѓачите и насилниците од ваши редови. Затоа што криминал, како што велите, имало и ќе има. Има затоа што има спрега со полицијата. Затоа што полицијата го штити криминалот или е дел од него. И тоа е рак рана на ова општество. Тоа е проблемот зашто не можеме да тргнеме напред. А еве што мисли министерот на тема за криминал? Значи, да не се лажеме, да не ги лажеме граѓаните. Убиство имало и ќе има. Убиство имало и ќе Криминал има. имало и ќе има. Прашање е како институциите реагираат. Значи, убиство имало и ќе има. Тоа може би се однесува и на нас. Како вие очекувате некој да биде сигурен? Како некој да ги практицира човековите права, загарантираните права и слободи според Уставот, слободата на говор, на мислење, на изразување, кој вие викате дека убиство имало и ќе има. Напади имало и ќе има. Добро, вас нема да ве нападнат, вие се возите цело време у блиндирани возила со луѓе со автоматски пушки кои што ве штитат. А обичниот народ? Или ова е порака дека треба да замолчиме? Тоа ли е пораката, министре? Еве, отворено ве прашувам. До каде е случајот со нападите врз мене, за кој што има отворена обвинителска постапка, приберена документација и моја изјава дека мислам дека се работи за полицаец, кој што можам да го препознам, иако беше под маска.
бидејќи беше нетипично голем, со тетоважи по рацете. Викнете ме да ви го кажам случајот и на вас, ако сакате да го решите. И престанете да го плашите народот дека убиства имало и ќе има. Ваша работа е убиства да нема. Пресметки да нема. Да ги сузбиете, да не известите дека е сигурно. А не е ваша работа да седите во фотелја и да ве чуваат со блиндирани возила и 20 души со автоматски пушки и да бидете држава од држава. Тоа не е ваша работа. Тоа е ваша привилегија која што ви ја дадоа овие што слушаат заветна и што мислат дека е доволно да ја слушаат заветна. Ја не сум еден од тие. Сега ќе следи она што вообичаено 3-4 недели наназад го пуштаме, сума сумарум, кој што го нарече нашата режисерска екипа и што сеа по фамозната изјава на Мицко дека она што било претходно кажано и сега што се кажува, не мора па толку да се поврзуваат, да се анализираат, да се споредуваат. Било што било тоа, сега шо? Сега тераме вака. Еве ги десетината минути кои што мислам дека дополнително ќе ви појаснат како стојат работите, а на овие што слушате заветна, која што е една од најголемите измами во модерната политичка македонска кампања, за која што луѓето кои што стојат позади проектот се длабоко врзани со СДСМ во минатото и со приватизацијата. Зашто ќе гледате утре вечер во мојот настап кај Васко Ефтов во центар? За нив може кај некој ќе предизвика мозочен импулс и ќе се запрашаат после овие 12 минути. Ако не, да сме живи и здрави, само вие уживајте. И така сметаат на тоа дека сте безгласна буква. Нова недела, нови случувања и нови теми за разговор. Во последното издание на Ишто го искоментиравме повликувањето на премиерот Мицковски од понудата за предвремени избори. Не знам дали сте сигурни дали сакате да одиме на избори. Ако сакате, додиме. Еве, ако сакате, додиме. Еве, заедно со локалните да направиме едни парламентарни, па додиме. Се разбира дека оваа влада има 4 годишен мандат. Јас тоа што го имав да го кажам, го кажав. Целта беше да излезат на површина сите оние лажни лица. Тогаш не разбравме зошто имаше таква драстична промена во ставот. Ама за среќа премиерот ни разјасни во следната изјава. За предвремени парламентарни избори идната година, вашиот став останува исто или? Па не, па видете сега, јас тоа сум го кажал и повторил многу пат. Граѓаните не сакаат предвремени парламентарни избори, тоа е јасно. Дури има и такви минувачи што на улица ме среќаваат што самите кажуваат дека повторно вас ќе ве гласаме зошто да трошиме пари. Да, народот рипна од своите столчиња во ваша одбрана. Кој вика дека Мицковски не го слуша народот. Со овој неопислив бран на оптимизам, кој би сакал предвремени? Оптимизмот се гледа и кај премиерот, освен кога не се гледа. Темата е малце комплицирана, па и да пробаме заедно да дешифрираме. Како сте вие оптимист ако официјалните изјави доаѓаат од Брисел велат дека сепак Македонија треба да ја заврши домашната работа? Па, еве, дозволете да бидам поголем оптимист од вас. Убеден сум дека по периодот кој што следи, конечно после 2,5 децении, патот на Македонија до полноправно членство во рамките на Европската унија ќе биде широко отворен. И не велам дека со голема сигурност ќе го убедам светот. Разговорите кои што се водеа во Берлин ме прават многу поголем оптимиста од тоа што бев претходно. Не сум сигурен дали ќе успееме. Иако даваме се од себе. После овој состанок на Европската политичка заедница овдека во Будипешта, сум уште повеќе оптимист дека мора да не биде и ќе не биде. Мислам дека ова можеме да го дефинираме како ново гледиште на светот, чиј основач се разбира е премиерот Мицковски, наречено песи оптимизам или опти-песимизам. Ќе го оставиме премиерот да одлучи. Ако се чудите што подразбира тоа, да ви помогнеме. Оваа нова појава се дефинира со еден прост пример. Доколку застанете пред огледало, се погледнете во очи и си го кажете следното. Па да му оставиме време на времето и времето ќе го даде одговорот дали сум бил оправдан оптимист или вие сте биле оправдан песимист. Тогаш сте прав опти-песимист. Сега, од опти-песимизмот на Мицковски да се префрлиме на песимизмот на министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски. Покажавме дека можеме да откриеме сторители на убиство дури за час и половина до 2. Убиства имало и ќе има, бомби фрлање имало и ќе има. Прашањето е како државата и институциите соодветно ќе одговорат. Не сум сигурен дека добро го слушнавме.
Да слушнеме повторно. Убиства имало и ќе има, бомби фрлање имало и ќе има. Добро министре, како мислите дека ќе се чувствува народот после оваа изјава? Убиства имало и ќе има. Фрлање бомби имало и ќе има. Да, една од вашите должности е да ги донесете сите криминалци пред лицето на правдата. Ама примарна ваша задача е превенцијата. Да превенирате злодела, зашто на крај, дали правдата ќе се спроведе и ќе се пронајдат сторителите на злоделото или не, човечкиот живот не се враќа со правда. Правдата може да биде само утеха за тие што останале овде. Земете пример од председателот на Ел Салвадор, Наиб Букеле. Тој во 2023 година спроведе акција каде што систематски ги приведе повеќето криминалци и мафијаши од својата држава. Наполни безброј затворски келии со тие што представуваат опасност за граѓаните. Ова е пример за акција, ова е превенција. Доколку ги чекал сите од нив да извршат по едно убиство или да фрлат по една бомба пред да ги пронајде да ги уапси, пола од државата ќе му беше избришена од мапата. Акцијата можеби е контроверзна, но ефектот во Ел Салвадор се гледа. Но еве, барем се пофаливте дека можете да трагате по криминалци. Неодамна премиерот излезе и кажа дека имало обид да биде поткупен. За коридорот 8, секцијата 3 имаше обид за да ми биде понуден подкуп. До сега сигурно е најден сторителот, превземени се мерки и сега лежи затвор. Така? Докаде е истрагата поврзана со обидот за подкуп на премиерот? Благодарам на прашањето. Во овој момент не би можел да додадам фазлото на кој што до сега е изнесено во рамки на јавноста. Благодарам. Не можете да коментирате или нема на што да коментирате. Како и да е, убиства имало и ќе има, бомби имало и ќе има и подкуп на највисокото ниво на државата имало и ќе има. Вие што викате, министре? Одговорот е многу едноставен. Шием ти га ѓуро. Во минатата епизода од Ишто зборевме за променетиот став за коридор 8 на премиерот Мицкоски. Еве, ние отворивме најмалку 10 дилеми кои што се поврзани со овој договор, за кои што сметаме дека се криминални. Поголем криминал од времето на транзицијата. За нас ова представува значаен момент. Денеска конечно може да се види нешто кое што треба да представува дел од оној сон кој што го имаме како влада. И сега ова веќе не е магија, ова не е илузија. Ова е вистина. Сега има и нова изјава на темата. Проектот за коридорот 10Д, на почетокот имавме дилема кој пат да го фатиме. Првиот пат беше да излеземе од тој проект, а со тоа да македонските граѓани плаќаат стотици милиони евра пенали поради катастрофалниот договор што го прифатила претходната влада. Или второто беше да работиме, да го забрзаме процесот и тој што побрзо да се реализира. Ние одлучивме второто да го правиме. Значи сепак договорот е катастрофален, а и веројатно криминален. А вие го прифативте без никакви промени. А на последните пресови вие кажавте дека тоа е ваш сон. Дали ова одлика на оптипесимизмот? Не сме сигурни. Нешто во кое што сме многу сигурни е дека историјата се повторува. Да слушнеме министерката за образование што вели. Во овој момент, освен учебници за странски јазици, ги има сите предвидени учебници и за сите оделенија. Нема да има учебници за странски јазици. Жив е јазикот, знаете, децата и од сериите почнуваат да го учат. Поентата е да разбираат и да зборуваат, не да учат граматика на страниот за нив јазик, именки, заменки и така натаму. Сметам дека тоа нема да биде никаков проблем. Ги имаме сите учебници, освен овој, а можеби и тој. Ама нема проблем. Следните генерации ќе учат од телевизија и на крај кога ќе стигнат до функционерски позиции ќе вадат лажни TOEFL дипломи од Бугарија, интелигенција или intelligence и ќе не брукаат во странство. In our preambula, we are that like constitution is descriptive part. There was always talk that came from abroad without work. So the liver was missing. Frustration increased and growth. We've been betrayed. We've been betrayed. They feel being betrayed. We are a small nation with small impact, but for us it's very important. Europe and USA nation should approach harmonization. No one can understand us. No one can understand us. Сметам дека тоа нема да биде никаков проблем. Повторно немаме учебници, што ве прави вас неспособна и незаслужена од функцијата министер за образование. А буџет за учебниците нема зашто владата прави криминални сделки со Бехтел и Јенка. Малце строго од наша страна. Не, министерке, ова се ваши зборови. Или барем беа. Министер за образование кој не може да обезбеди средства за да испечати книга, треба веднаш да си даде оставка и нормално дека нема пари за учебници, бидејќи ги потрошија на корумпирани сделки како што е Бехтел Јенка. Учебници немаме, катастрофален договор со Бехтел Јенка имаме. Власта како и секогаш личи незаинтересирана за доброто на граѓаните, а министерот за внатрешни работи потврдува дека има убиства и бомби. И врз сето тоа, премиерот се извинува дека соопштенијата за сите овие несреќни случувања не се достапни на албански јазик. Премиерот и некои министерства не го почитуваат законот за употреба на јазиците, особено
во веб страниците и во соопштенијата. Дали имате препорака до тие министри? Па не треба да се почитува секој закон. Законите се за тоа да се почитува. Законот мора да се почитува, но треба да се зголемат капацитетите и во фаза сме на вработување на луѓе кои што ќе испорачуваат до медиумите. А кој беше вашиот став пред да стигнете на власт? Парламентарното мнозинство предводено од СДСМ вчера донесе неуставен закон за двојазичност со кој се деградира употребата на македонскиот јазик. Законот за двојазичност, ваков каков што е, не смее да стапи на сила. Противуставен, непремилив закон за употреба на јазиците. Понатамошен коментар од наша страна би било излишно. Ке искористиме коментар на председателката Гордана Слијановска-Давкова. Па како да стана премиерот реалист, иначе воопшто не ме чудат разликите во изјавите, од јас многу одамна реков дека профилот на нашиот премиер со 3 збора може да се дефинира како кажувам, заборавам, негирам. Не, ова не е за Мицкоски. Ова беше коментар за поранешниот премиер, но според нашите скромни толкувања, коментарот е апликативен и денес. Со една мала промена. Тој не е реалист, тој е опти-песимист. Кога сме кај председателката, таа повторно имаше средба со колегата Румен Радев. Дали се донесе знамето на склапање? Дали повторно имаше инциденти? Токму напротив, средбата помина глатко, а можеби и прегладко. И јас се радувам председателе и жал ми е што не чуја што зборувавме во Софија, тогаш поинаку ќе резонира. Председателке, малце сте омекнале. Што ли кажал Радев на вашиот разговор што дотолку ве магепсало? Да погледнеме една споредба на вашите ставови. Многу ме чуди каде е председателот на државата. И јас се радувам председателе и жал ми е што не чуја што зборувавме во Софија, тогаш поинаку ќе резонира. Можеби ако нешто може да научиме од соседите е тоа. Како се гради политика. Ако таа се гради институционално, а не персонално, тој пат треба да го следиме. Силна институција, добра политика. Персонална политика, слаби институции, лоша позиција во преговорите. Во Бугарија чинам се е менливо освен вие. Вие сте најстабилниот елемент во државата и мислам дека сте вистински твојот разговор. Тоа не го кажувам само јас, тоа го чув и од други наши колеги. Како во животот, како во пријателството, како во бракот, ако немате наспроти себе доблесен човек, политичар, тогаш секоја ваша отстапка, компромис, тој ќе го третира како слабост. И тогаш барањата немаат крај. Побрзо да падне границата. Границата ще падне побрзо, когато Северна Македонија час поскоро стане член на Европейски съюз. И всички чакаме. Знаете, че България винаги е помагала. Се согласувам, најважното е народите да ни комуницираат. Однесувањето на Бугарија кон нас е надвор од европските вредности. Ги крши европските вредности. Тоа е гол факт. Иако се личи тмурно и безнадеж, не е тоа така. Кочанчани континуирано покажуваат дека кога народот ќе се соедини, нема жива сила што може да го победи, без разлика на тоа што врне снег. Тие повторно на минусните температури се борат за своето право на чист воздух. Ова е вистински позитивен пример. Ова е борба за правда. Ова е вистинското лице на демократијата, но над се друго ова е непокор. Tego камионо Ивка Транс, некое си цивилно возило што иде нагоре да изфрла ѓубре, напунено е ѓубре, во Ивка Транс е виничка некоја си фирма и е пун со ѓубре. Колку има ѓубре? Ово ли е ѓубре многу? Брат, има ли нешто друго камион? Значи ово е многу ѓубре. Ајде право дома го носи, ајде. Те така, ајде назад, молим лепо. Земете пример, народе. Вака личи борба за правда. Се додека сите не се освестиме како што се освестиле граѓаните на Кочани, нема спас за нас. Ако продолжиме со убиства имало и чима, бомби фрлање имало и чима. И добри, ти што? Во Бугарија чинам се е менливо освен вие. И добри, ти што? Историски криминални. И добри, ти што? Нема да има учебници за странски јазици. И добри, ти што? Законот мора да се почитува. И добри, ти што? Е баш тоа и што нас ке не уништи. Погледавте сега
И се надевам дека ви е јасно. Ако ви е јасно, добро. Ако не ви е јасно, пак добро. Секогаш можете да си ја пуштите заветно, нели? Ова беше овонеделната Cyber команда, 60 и некоја епизода вкупно, одиме на кај бројката од 70. Јас сум Филип Петровски. Следете ме редовно во Тешки муабети, во Cyber команда, на мојот сајт filipetrovski.mk, на мојот Facebook профил или на мојот YouTube канал. Имам и други канали, но мислам дека е доволно во овие параметри да дознаете ако ви интересира што истражувам, како размислувам и која е мојата перспектива за ова тешка тиња во која што живееме 3 децении. И никош не заборавајте, за се што ни се случува, виновни сме ние самите.